Партиското знаме на ВМРО-ДПМН викендов се вееше на Центарот за култура во Струга. Ова бил единствениот слободен простор на тој датум, што собираше стотини гости. Меѓу првите пристигнаа неколкумина поранешни градоначалници и актуелни обвинети од СЈ. На влезот ги чекаше некогашниот прв човек на правда, Михајло Маневски. И обвинетиот за насилството во Центар, Александар Трајковски, кој беше до Будимпешта да го посети бегалецот Никола Груевски, беше делегат на конвенцијата. Иако раководството официјално немаше фаворит меѓу кандидатите, Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН индиректно го демантираше тоа. Партиската младина беше задолжена и за регистрација на делегатите. Камерите кон нив се свртеа кога дојде лидерот на партијата. Меѓу присутните имаше и многу нови делегати, непознати за пошироката јавност. Иако новите лица беа освежување, официјалниот почеток на конвенцијата потсети на старите пракси. Лидерот Христијан Мицковски уште во воведното обраќање порача дека овој пат бојкотот не е опција за опозицијата. Дека ова не е истата ситуација како она со референдумот. Одговорницата од која некогаш се зборуваше за ножиња во грб, сега се слушна за хушкачи. А што се однесува, повторно ќе се вратам, до оние хушкачи во десниот блок, кои се слуги на власта, за чие сценарио, напишано од Бихачка, ќе зборам во друга прилика, ќе им порачам сега овде од Струга. Нема да успеете. И почна изборот на претседателски кандидат со 15-минутно обраќање на секој од нив. Уште при нивното набројување стана јасно дека еден недостига. Број 7, Филип Петровски, доктор на политички науки и поранешен директор на Државниот архив на Република Македонија. Представувањето одеше по азбучен ред, а на некои им беше јасно дека немаат шанси уште на почеток. И оној кој ќе биде избран, ќе добие мојата подршка. Кандидатите се представија со шаренолики говори. Имам исто така голем број млади, немажени, неженети. Тоа всушност значи за намалување на граѓанството на Република Македонија. Ќе предложам референдум за знамето 16 крако сонце и за грбот лав на Република Македонија. Ако не помине, како втор чекор ќе поддржам, ќе побарам поддршка од граѓаните на Република Македонија за собирање на 100.000 потписи, како сите народи што имаат право на свое знаме, свое грб, и ние имаме право да си го избереме нашето знаме и нашиот грб. Во десните партии не може да функционира договорна политика. Тој код во одреден временски период со влегување на политики од левицата го хипнотизира ВМРО-вецот. Некои бараја посебни услови за подобра концентрација. Ако може вентилацијава да ја исклучат кратко, за да може да се чуеме. Владко, извини, не е вентилација, грејење. Изминативе 7 дена, мислам дека го постигнав рекордот на обиколка на Македонија. Мотивиран сум затоа што само така ќе победиме. Не со еден настан дневно, туку со 15 настани дневно, низ цела Македонија, на терен, и со лајкови, и со 2 кила кал на кондурите. Говорниците не ја подгреја атмосферата, ниту салата. И Мицковски беше принуден дел од говорите да ги следи стоејки до греалка. Додека стигна редот за негово обраќање, Филип Петровски се појави во салата. Кажа дека ако ја добие довербата, без пардон ќе ги поништи Преспанскиот договор, законот за јазиците и ќе предизвика предвремени парламентарни избори. Не се ставајте на ризик со аплауз. Веднаш по обраќањето, Петровски ја напушти конвенцијата во придружба на членови од партијата на Јанко Бачев. Победа за Македонија. Ред дојде и за единствената дама меѓу кандидатите. Христијанка сум, значи една од потомките на Лидија од
Македонија. Низините критики за владата ги кренаа на нозе делегатите. Заевизмот не е само авторитаризам. Заевизмот е ментална матрица. Кажувам, заборавам, негирам. Од По уговорите следуваше гласањето. Гласачко ливче во кутијата пушти и екс-амбасадорот во САД Васко Наумовски, кој со години беше дел од преговорите за името, а чиј исход беше главна мета на критика на целата конвенција. Додека течеше гласањето, членките на комисијата за избор Лилјана Затуровска и Светлана Карапетрова го фотографираа секој гласач. Притисок зошто? Во која смисла притисок? Сепак, можеби некој сака да абстинира да не гласа. Па ако абстинира, нема да биде тука пред кутија да гласа. Ако не сака да гласа, тој ќе си биде надвор. Тоа што ќе слигате овие што гласа, ќе знаете кој не гласа. Не. Не е во таа смисла, не е во таа смисла. Убави спомени, бидејќи ова е убав момент, ова е демократија, сите гласат слободно, гледате дека има паравани. Објаснувајќи се со новинарите, членките на комисијата за малку ќе пропуштеа да го евидентираат гласањето на партискиот лидер. Координатора се среќа Нека победи најдобриот. Секогаш победува најдобриот. По 2 часа стигнаа резултатите. Гласаа 519 делегати, а најмногу гласови освои 408 на број кандидатот и кандидат за претседател на Република Македонија Гордана Силјановска-Давковска. Првиот поздрав за надпартиската кандидатка, како што самата се декларира, беше со партиско скандирање. Победничката на конвенцијата се обрати со поглед вперен кон лидерот. мене ми е јасно дека не може да се оди на избори, а камоли да се победи, ако зад вас не застане силна партија. Мајка на нацијата. Очекувавте поголема поддршка од делегатите? Мислам дека делегатите слободно се изјаснија. Силјановска е признат универзитетски професор и во нашата држава и на меѓународна сцена, така да ја посакувам среќа и верувам дека таа ќе биде едниот претседател на Република Македонија. А и ова асоцира на едноумието, как број на гласови кои што ги добили изненада? Не, зашто гледате имаше демократска атмосфера. Имаше агитирање, условно да кажам, по општинските комитети и другите кандидати. На крај делегатите одлучи. Изненади што освои гласови повеќе од, например, Ѓорчев, кој што е партиски човек? Делегатите одлучија. Конвенцијата се заокружи со по уште една изјава за медиумите на Силјановска и Мицкоски. Силјановска не собра сили да се огради од проблематичниот пост на Фејсбук за трагедијата кај ласкарци на незината колешка и блиска пријателка Билјана Ванковска. Понекогаш затоа јас бегам од Фејсбук, кога се изразувате лаконски, овозможувате интерпретација на кажаното, но интерпретацијата повеќе говори за интерпретаторите, одешто за оние кои напишале. Јас верувам во слобода на говор, морам да ви кажам, и да бидам искрена, не би сакала Република Македонија да се занимава со вербални деликти. Ке биде интересно да се слушне коментарот на професорката по уставно право, која како кандидат за претседател вчера предвреме ја почна кампањата. Или одговорот повторно ќе биде, како што самата знае да рече, дека едно е наука, а друго политика.